Рудниците Бучими и Боров Дол од вторник повторно ќе го рестартираат производството, со што на работа ќе се вратат околу 670 вработени кои на денот на рударите во август добија известување дека производствениот процес времено се прекинува од 1 септември заради инвестициони вложувања. Менаџментот на компанијата се одлучила на ваков чекор откако изминатиот период констатирале поволна цена на пазарот на електричната енергија, што беше една од причините за прекинот на производствениот процес. Во изминатите десетина дена видовме промена на цената на електричната енергија што ни овозможи повторно да ги започнеме производствените активности. Во текот на овие денови ќе бидат повикани на редовна работа сите вработени во рудниците за подготовка и отпочнување на производството. Во меѓувреме продолжуваме со реализација на веќе започнатите капитални инвестициски проекти, објави од менаџментот на компанијата. За неработењето на рудниците изминатиот период постојано реагираше првиот човек на општина Радови Шацо Ристов, кој најмногу се плашеше дека може да се случи одлив на работоспособно население од општината, со оглед дека станува збор за стручен кадар. Најлошата работа што може да ни се случи одлив на луѓето по цел свет, а тоа ќе се случи, посебно инженерскиот кадар, кои што се едуцирани и сите ќе ги земат на работа, било каде да се, тие нема се вратат никош повеќе. Со тоа ќе се уништи една дејност. После 5 месеци и да сака рудникот и газдата да го активира, ќе нема со кој го. Затоа што тоа не е адиент, да може за 3 дена да обучиш свивачка. Ова се луѓе со знаења, тоа се инженери во рударство, во геологија, во машинство, во електро, кои што се. Бучими и Боров Дол го прекинаа производството со објаснување дека ќе се инсталираат нови флот машини за модернизација на погонот за флотација, но и ќе се гради фотонапонска централа за производство на електрична енергија, за да се избегне зависноста од отворениот пазар. Овие проекти се предвидени да се реализираат до октомври идната година.